вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Американските автопроизводители прават денес уште еден обид за добивање владини пари. Економијата и натаму е топ тема во САД. Американската економија има нето загуба од 533.000 работни места во ноември. Тоа е најголема цифра за изгубени работни места во еден месец за последниве 34 години. Податокот дојде од одделот за труд и процентуално значи пораст на стапката на невработеност на 6,7%. Дури и пред овие разочарувачки цифри, американската автоиндустрија бараше владини заеми. Директорите на Ford, Chrysler и General Motors сведочат пред Конгресна комисија за потребата од 34 милијарди долари владина помош. А Кина и САД ги завршија разговорите за економијата на високо ниво во Пекинг, советување од американската страна за 20 милијарди долари, што ќе се потрошат на зајакнување на меѓународната трговија. Американскиот секретар за финансии Хенри Полсон кажа дека парите ќе им бидат дадени на увозници со позитивна кредитна историја во економии во развој за финансирање на извоз од САД и Кина. А пред да минеме на други теми, еве ги резултатите од анкетата на нашата веб страница. Прашањето беше дали сенаторката Хилари Клинтон е добар избор за функцијата државен секретар на САД. Вие одговоривте да со огромно мнозинство, 80%, а 20% од одговорите беа негативни. Ви благодариме за учеството и ве покануваме да го видите новото прашање на нашата веб страница. Објавен конгресен извештај вели дека шансите за напад во САД или на друго место со оружје за масовно уништување во наредните 5 години се над 50%. Деталите во продолжение. Додека светот се уште е во шок од нападите во Мумбај, во кои загинаа над 170 лица, извештај што го издаде Конгресот вели дека САД и други држави треба да се подготвуваат за нешто уште полошо. Комисијата за превенција од пролиферација со оружје за масовно уништување и тероризам вели дека таков напад би можело да се случи во голем град до 2013 година. Джим Талент е председател на комисијата. Терористите се доволно организирани и софистицирани да дојдат до вакво оружје, вели тој. Во октомври 2001 спори на антракс контаминираа неколку владини згради во Вашингтон. 2 поштенски работници умреа од тоа. Биолошки напад може да почне со еден инцидент, а потоа неконтролирано да се прошири, вели Џон Пайк од globalsecurity.org. Проблемот со биолошки напад е што не знаете каков агент ќе биде употребен. Различни елементи имаат различни последици, но можноста еден терористички напад да започне пандемија секогаш постои. Хемиско оружје веќе е употребено за напад во голем град, Токио, 1995, кога култна група испушти сарин во подземната железница. Умреа 12 лица. Илјадници беа разболени. Изложувањето на градско население на нуклеарна радиација може да се направи со така наречени валкани бомби, кои употребуваат конвенционални експлозиви за распрскување на радиоактивен материјал. Такво нешто може да има голем ефект во финансискиот дистрикт во Нью Йорк, например, вели Дейвид Олбрайт, кој раководи со Институтот за наука и меѓународна безбедност. Главниот ефект на валканите бомби е радиоактивната контаминација и паника, носи економска и психолошка цена. Еден од изработувачите на извештајот, Тим Ромур, поранешен конгресмен, вели дека една држава создава особена загриженост. Како и да гледате, сите патишта водат кон Пакистан, вели тој. Извештајот дава препораки за поголема меѓународна соработка и споделување на информации. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски.
A u Washington konačno je otvoren centar za посетители на Capitol Hill. Ова е најголемиот градежен зафат на американскиот Капитол во неговата 215 годишна историја. И емисијата ќе завршиме со свеченото палење на светилките на националната божична елка. Само со покана и под силно обезбедување се одржа церемонијата на отворањето. Доцнеше речиси 4 години и достигна $360 милиони над планираниот буџет. Зборуваше библиотекарот на Конгресот Джеймс Билингтон. Не само што значително ќе се подобри доживувањето на посетителите, туку ќе инспирира и едуцира за улогата на Конгресот во системот на власта. Зборуваше и Ненси Пелоси, спикер на представничкиот дом. Освен гламурозната хала, објектот има 52.000 квадратни метри на 3 подземни нивоа, богати со модерни сервиси и декорации. Проектот чинел $600 милиони. Вршителот на должност, архитект на Capitol Hill, Стивен Аерс, ја водеше обиколката. Како дополнение на електронските паноа има 2 театарски сали, продавница за сувенири и ресторан. Има реплика на статуи што може да се видат во зградата на Капитолот и копија на статујата на слободата што е на куполата. Совршена реплика на Капитолот, од просторот до боите, но и сликите што ги има во ротундата. Во сево ова ќе уживаат околу 3 милиони туристи, колку што годишно го посетуваат американскиот Капитол. 5, 4, 3, 2, 1. Председателот Буш и сопругата Лора учествуваа во церемонијата на годишното палење на светилките на националната божична елка. На полето, јужно од Белата куќа, се собраа неколку илјади луѓе, хор, неколку соло пејачи и неизбежниот Дедо Мраз. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Лилица Китановска. До гледање.